Многу пати сум имал луѓе на обука кои што знаеле се. Често се случува во некоја си група од 6-17 луѓе барем еден да се погоди таков. Најчесто е уствари еден кој што пробува да направи отстранување на вниманието на сите, кој што пробува да се покаже и да се докаже. За моја среќа, моите обуки не се оние кои што јас застанувам и држам обука пред презентација и само си ја следам презентацијата, него напротив отварам дискусии, таквите луѓе често можат и да се изнакажат. Научив со тек на време како покрај тоа како да ја одржам обуката и како да ја модерирам дискусијата, затоа што и тоа е некоја вештина која што треба, пошто ако оставите некој таков да си збори, он може да ве замени слободно, само да му кажете да си ги смените местата. Така да се модерира таков систем на дискусија и нормално да се даде право. Најчесто закјутуваат кога ќе слушнат дека другите и не размислуваат баш така. Не велам дека различното размислување треба да биде погрешно размислување, дека ако некој размислува различно од нас, напротив, треба да се почитува и треба да се земе во обзир за да видиме дали има смисла, нема смисла и што треба да превземеме во однос на тоа. Меѓутоа, имало ситуации каде што некој таков ќе си се заќути сам со себе и на некој од паузите ќе дојде и ќе рече, ја, може малце претаму.